Значи знам проект кој ВМРО ДПМН го помогна на овие избори да настапи како една тампон зона помеѓу гласачите на СДСМ и Левица, за да не се осипаат сите гласачи на СДСМ во кампот на Левица. И беше помогнат од сите медиуми, од сите матни структури и беше представен како некоја центар-лево опција, но приказната со знам јас субјективно верувам дека е завршена, колку и да тие ги добија ресорите кои ги добија и едноставно ќе ги користат во ова. Денеска објавивте нова афера за високи функционери на ЗНАМ во Охрид. Малце да не запознаеш, бидејќи се приклучува повеќе гледаш. Па, нема што многу да должам, значи ситуацијата е многу проста. До нас се дојдени некои информации во однос на луѓе кои се блиски до Максим Димитриевски во Охрид, кои влечат својата политичка поврзаност со Максим Димитриевски ја влечат преку структурите кои се блиски до Бранко Црвенковски во изминатиот период. Сега гледаме Горан Минчев стана министер од времето на Бранко Црвенковски по предлог на Максим Димитриевски, така да на таа линија на бранковистичката олигархија и на мафијата која има создадено, повторно беа активирани тие кругови на луѓе за да го поддржат Максим Димитриевски во оваа авантура која ја имаше со движењето ЗНАМ. И сега што се случи е дека луѓе блиски до Бранко Црвенковски и Максим Димитриевски кои го финансираат Максим Димитриевски за време на овие изминати избори се фатени во криминално дејствие. Сега мислам ќе покаже процесот што и како ќе се одвива со позамашна така количина на недозволени супстанции кои веројатно била користена за трговија. И имало обид да се скрие случајот? Работата е што тоа е забележано само во билтенот, но никаде не е проциркулирано низ медиумите и по нашето првостепено обелоденување на овој случај МВР уште молчи. Значи ние тоа што имаме да порачаме дека ова беше само првата фаза на обелоденување на овој случај, а следната ќе биде доколку надлежните институции не постапат како што би требале да постапат, а тоа е да го обелоденат случајот потполно и да ја разрешат секоја недоумица која може да се појави во јавноста, затоа што посебно сега имаме во контекст дека движењето ЗНАМ го доби ресорот за правда и тоа има директна корелација со вакви случувања кои би укажале дека движењето ЗНАМ го бараше овој ресор за правда за да може да си ги крие своите матни постапки. Така да многу е просто. Јас дури ќе направам една паралела со Левица. Левица постои веќе долг низ години и како ние растеме, како ги отвараме канцеларијата и ние се спонзорираме преку државно финансирање и преку донации. И многу е тоа транспарентно, тоа е отворено и начинот на кој што ние ги отваравме канцелариите, ние знаеме како се отвараат канцеларии, како се шири структура. Знам одеднаш се појави на сите најатрактивни места низ Македонија, на широк сокак во Битола нема ни СДСМ ни ВМРО ДПМН нема изборен штаб, но знам имаше изборен штаб, тоа е затоа што беа вбризгани голем број на црни пари од разни мутни структури кои некогаш гравитира околу Бранко Црвенковски го поддржаа Максим Димитриевски во оваа ситуација за едноставно во владата на ВМРО ДПМН да има дел од колачот за нив. Како што ќе се одвива ситуацијата, значи ние веруваме, тоа се надеваме дека набрзо веќе во утрешниот ден ќе има некоја реакција од МВР, а ако нема реакција, ние веќе во задутре би произлегле со нови информации во врска со овој случај, кој мислам дека ќе биде многу интересен за јавноста да дознае едноставно. Имавте објавено. Испратиме прашање до МВР, ќе чекаме ние утре да ни одговорат од МВР. Ние мислам дека македонската јавност навистина треба да дознае за едно ново движење, знам кое постои само 6 месеци на македонската сцена, да го запознаеме малку подобро, веќе Левица е добро запознаена и низ медиуми и преку наративите нашите политички непријатели и преку многу изборни циклуси, знам еве да го запознаеме што е крајната цел на знам, дали е нудење на некоја трета опција која и треба на Македонија како што првично се поставија или е пак за амортизирање на некои криминални действија на одредени поединци, но тој што сакав да го кажам на почеток, значи знам
е проект кој ВМРО ДПМН го помогна на овие избори да настапи како една тампон зона помеѓу гласачите на СДСМ и Левица, за да не се осипаат сите гласачи на СДСМ во кампот на Левица. И беше помогнат од сите медиуми, од сите матни структури и беше представен како некоја центар лево опција, но приказната со знам јас субјективно верувам дека е завршена, колку и да тие ги добија ресорите кои ги добија и едноставно ќе ги користат во ова. Тоа ми беше прашање, зошто мислиш дека они го добија баш администрација и баш правда? Баш заради тоа, всушност, затоа што значи администрацијата ќе пробаат да направат некаква партиска структура преку партиски вработување, затоа што немаат друга опција, немаат некоја атрактивна порака која може да мобилизира поголема маса, немаат вистинска политичка платформа и на крајот на денот едноставно немаат, не се убедливи, они ќе пробаат нивната структура да ја направат преку партиски вработувања. Министерството за правда, ако се испостави дека овој случај е навистина таков, дека луѓе кои се блиски до Максим Димитриевски во Охрид биле фатени со таква количина на дрога, тогаш се става и сомнеш на нивниот избор да се изборат за ресорот за правда во оваа влада на Мицковски, но ќе видиме на крајот на криштата, тоа е работа на институциите да ни ги дадат одговорите, но сепак и ние како Веруваш дека оваа влада на Мицковски и на ВМРО ДПМН ќе отвори на вистина сериозни истражни постапки за апсолутно за не. ДУИ и за претходната влада на СДСМ? Апсолутно не, затоа што системот функционира на принцип на неказнивост, значи зашто да се казни некој кога може да се дојде до договор. Да, со да се него, уцени, да се уцени затоа што саатите од 2 милиони 2 милиони денари. 2 милиони денари не се појавуваат сами по себе, значи едноставно може да се од професорска плата. Не велам за овој саат. Да, Генерално друг, зборам за саати, да. Значи тие не се појавуваат сами по себе. И едноставно дека мислам дека луѓе од овој калибар, од овој тип, луѓе бизнисмени, луѓе кои имаат пракса со водење бизниси како политички актери, едноставно не им е опортуно да ги казнуваат своите потенцијални бизнис партнери, затоа што тој што ти бил непријател до вчера не мора да значи дека не може да ти стане бизнис пријател од утре. И